Го започнуваме и првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро, особено важна тема за сите, а тоа е колку сме свесни за чадот што го вдишуваме од пожарите. Цела летна сезона гореше во Македонија, а изгореа и депонии. Се уште жителите на општина Аеродром протестираат за Вардариште, депонијата која што изгоре во неделата. Меѓутоа, што е она што всушност го дишаме, колку сме свесни за тоа и колку брзо штети сето тоа на организмот. Секако актуелно е и аерозагадувањето, па за таа цел разговарам со професор доктор Андон Чебишев од клиниката за токсикологија. Професоре, благодарам за вашето гостување денеска, што ќе зборуваме на вака важна тема. Благодарам за поканата. Поздрав до вас во студиото и до сите гледачи на Македонска телевизија. За жал, актуелна тема, односно чадот од пожарите, се она што вдишуваме. Па за почеток ќе започнеме со прашањето кое што вие се обративте до јавноста, тоа е дека вдишувањето на тој чад може да биде и фатално и предизвика навистина тоа бројни реакции, меѓутоа сега попластично ќе ни објасните колку брзо и зошто е толку фатално. Видите, жално е тоа што уште оваа тема е актуелна и уште ние на оваа тема дебатираме. Не само во научните кругови, туку еве и стигнуваме до медиумите, сигурно дека вие сето тоа што ние го разговараме треба да го пренесете во јавноста, затоа што веројатно ќе биде полезно. Македонија како секое лето и ова лето е зафатена со голем број на пожари кои што сериозно го загадуваат, ја загадуваат атмосферата и со тоа сериозно го загадуваат амбиенталниот воздух. При горењето, нели, се ослободува чад во кој што има честички со различна големина кои што можат да направат одредени здравствени потешкоти, меѓутоа содржат и голема количина на отровни гасови кои што исто така вдишани во организмот може да направат сериозен здравствен проблем. Значи, ако почнам да ги набројувам, на прво место би го ставил јаглеродниот моноксид, кој во големи концентрации се ослободува баш при ваквите пожари и тој оди во атмосферата, ние го вдишуваме, тој има голем афинитет кон хемоглобинот. Тоа е онаа состојка која што е одговорна за преносот на кислородот во процесот на дишењето на организмот. Има голем афинитет, негде околу 270 пати поголем од кислородот. И значи вдишан во организмот, тој го зафаќа местото на кислородот во хемоглобинот и практички хемоглобинот станува заробен, се формира едно соединение карбоксихемоглобин се вика и е неспособен за пренесување на кислород и со тоа практички клетките остануваат без кислород и настанува тоа клеточно гушење, клетките престануваат да функционираат и со тек на време, како расте концентрацијата, може, покрај тоа што може да предизвика сериозни здравствени потешкоти, ако брзо не се излезе од загадената просторија или од загадениот простор, може да предизвика и фатални последици, затоа што кога мускулите ќе останат без кислород, односно се пореметува метаболизмот во мускулите, тие стануваат нефункционални. И практички не функционираат. Кога тие не функционираат, губат од својата јачина, од тонусот, индивидуата паѓа, свесна е и со отворени очи ја гледа смртта како доаѓа. Тоа често се случува, знаете, во затворени простори, еве, како пример ќе го кажам, во гаражи, каде што се пуштено возило да работи, ако подолго време седите, може такво нешто да се случи, а и по јавноста ние сме биле сведоци на многу такви примери во кои што настрадувале нели работници, автомеханичари или заљубени парови кои што во гаража седат во возило и да им биде пријатно, нели, го остават возилото да работи. Истото се случува и надвор. Иако на отворен простор малку потешко настанува труењето со јаглероден моноксид, затоа што нели се движиме и на различни локации каде што се движиме има различна концентрација на гасот. Меѓутоа, за среќа кај нас, фала му на Господ, ние не сме имале смртни случаи, меѓутоа јас во литература најдов
случај при гаснење на пожар во нели во земји на Европска унија во Америка, каде што при гаснење на пожар некој од пожарникарите влекле во зона кај што има огромна концентрација на гасот. За кратко време мускулите го губат тонусот заради клеточното гушење, паѓаат и го губат животот затоа што не можат да се движат, а во моментот никој нема во близина да им помогне или тие што можат да им помогнат не може да се приближат затоа што истото ќе ги снајде што го снашло и тој што ја вдишал таа голема концентрација. Покрај овој јаглероден моноксид има уште еден сет на штетни гасови кои исто така предизвикуваат здравствени потешкоти на различни нивоа во организмот. Такви се речеме сулфурниот диоксид, азотни оксиди, парене тешки метали и така натаму, али за тоа јас се надевам ќе зборуваме понатаму во разговор. Да, секако, меѓутоа следното прашање ќе ни биде фокус што се случува со вдишувањето чад на отворени пожари како што имавме изминатиот период, затоа што имаше бројни активни жаришта низ Македонија. Веројатно не е толков проблемот кога пожарникарите доаѓаат со цел да ги локализираат пожарите, туку граѓаните кои што самоволно и самоиницијативно излегуваат да помогнат со цел да се спречи пожарот. Тука претпоставувам дека ни недостасува едукација, кога можеме, кога не и колку брзо во такви ситуации кога самите граѓани не размислуваат доволно, па веднаш се впуштаат во спасување на просторот, колку брзо тука може да има посериозни последици? Видите, тука имаме два феномена. Нашиот народ секогаш, кога некој е во неволја, сака да му помогне. И многу од граѓаните доброволно се вклучуваат во гаснењето на пожарите, затоа што сметаат дека нема доволно пожарникари и дека само пожарникарите не можат да го локализираат пожарот, не можат да го стават под контрола и се вклучуваат многу од граѓаните, секоја чест за нив. Меѓутоа, јас цело време наназад, додека трае ова несреќа со пожарите, пишувам дека не смеат да се вклучуваат во гаснење пожар без соодветна заштитна опрема. Пожарникарите се високо едуцирани, поминале сериозни обуки пред да станат пожарникари, нели, пред да преземат таква работна обврска и имаат одредена заштитна опрема. Има заштитна опрема од високи температури, имаат одредени маски со кои што се штитат од нели тие штетни гасови, а граѓаните ја ги гледам така како што си се облечени во патики и во тренерки, трчаат и се обидуваат да помогнат. Тоа јас ги замолувам еве и денес уште еднаш, неколку пати наназад преку разни медиуми ги замолувам да не се вклучуваат во такви авантури, затоа што секоја чест на нивната желба да помогнат. Меѓутоа при таквите обиди да помогнат може сериозно да си го загрозат здравјето, а не дај Боже, може да си го загрозат и животот, затоа што, ќе повторам, не знаат во каква зона ќе влезат. Може да влезат во таква зона кај што има, нели, пошто ветровите или движењата во атмосферата ги вртат гасовите, да влезат во таква зона во која што има огромна концентрација која ќе ги неутрализира, ќе ги онеспособи да се движат и може да се случи хаварија која што навистина никој не ја очекува. И вториот феномен за кој што сакам да зборувам е тоа што покрај шумските пожари сега имаме често пожари во урбаните средини. Еве оваа година јас колку се сеќавам имаше неколку пожари во стамбени згради. Што е причината, веројатно ќе треба да одговорат надлежните. И кога горат стамбени згради исто така имаме луѓе кои што настрадуваат заради изголемена концентрација затоа што и во зградата нели се ослободува чад, кои што настрадуваат заради вдишување на чадот и на отровните гасови. И сега, последно е најсериозно и најопасно тоа што во последните неколку дена гори депонијата во Вардариште. На депонија, знаете, се одлага отпад од секаква природа. Да, никој не знае што се таму се фрла. Веројатно најштетно од се претходно што наброите и најголем број граѓани страдаат. Се сложувам. И тоа гори. Тоа само не може да се запали. Како може само да се запали? Колку сака нека е висока температурата надвор. Значи некој го пали и тој што го пали, не знам како не се плаши од Господ, затоа што таа депонија која ќе почне да гори, тој
загрозува здравје па и живот на илјадници граѓани, односно прави нешто што е на штета на многу други луѓе кои што при тоа нели ќе го вдишуваат тој воздух кој што е загаден со тие гасови кои што се ослободуваат при горењето на тој отпад на депонијата. Да, темата со депониите е актуелна сега, за жал како што истакнавте и вие, меѓутоа оно што веројатно малкумина го знаеме е колку долго се задржуваат отровите во воздухот кога ќе се запали нешто слично на вардаришта. Колку долго ние всушност не дишаме, туку се труеме. Видите, тие можат долго време да останат во воздухот, зависи од движењето од ветровите, од движењето на воздухот во атмосферата. Ако нема ветрови, тие подолго време ќе се задржат. Меѓутоа, и во двата случаи имаме негативно дејство на отровите, затоа што ако се задржат подолго време на едно место, ќе загрозат една голема бројка на граѓани, а ако дувне ветер, тоа ќе се расшири на поголема површина, па ќе се загрози уште поголема бројка на граѓани кои што ќе го вдишуваат тој воздух. Јас слушав реакции во последните неколку дена и ми се јавуваа граѓани, ми пишуваа и на Facebook, на социјални мрежи, да се консултираат како да се заштитат. Значи, практички 24 часа некои од граѓаните кои што живеат во околината на Вардариште, тоа се нели тука аеродром Ново Лисиче, селото Горно Лисиче, Газибаба, некои делови таму, тие се изложени на зголемени концентрации на тие гасови. Прозорците не ги заштитуваат. Тие гасови влегуваат им натре, можда во помала концентрација, меѓутоа влегуваат. И прашуваа како да се заштитат, да ставиме мокра крпа, значи мократа крпа не ги заштитува. Што е она што може да ги заштити во затоа што да кажам дека јаглеродниот моноксид не се раствара во вода и не може да го сопре мократа крпа, тој ќе помине низ него. Ќе запре некои други гасови, меѓутоа ова е екстремно опасен. Добар дел од тие гасови кои ќе влезат во респираторниот систем, во дишните органи, прават иритација. Значи го иритираат, па тераат на кашлица. Кога ќе влезе во циркулацијата тоа и кога ќе стигне до клетките, прво страда централниот нервен систем, каде што се практички лоцирани сите центри кои што го управуваат организмот да може да функционира. Ќе се појави главоболка, вртоглавица, нагони за повраќање. Долготрајната изложеност со тек на време ќе донесе до некои посериозни дефинитивни оштетувања. Посебно потенцирам неколку пати дека тоа е посебно опасно кај децата во развој. Затоа што кај нив развојот на централниот нервен систем, посебно мозокот не е завршен и во вакви случаи кога секојдневно тој мозок е бомбардиран со отровни гасови, кога тој практички не добива можност нормално да се развива, ќе се развие не баш физиолошки, што би рекле ние, и во иднина таквите индивидуи ќе имаат проблеми со меморија, памтење, со концентрација, па ќе имаме и невообичаено однесување. Имаме малку однесување кое што не одговара на ситуацијата во која што се наоѓаме. Да. Професор, во летната сезона тука се шумските пожари и се она што се случуваше изминативе неколку месеци, а во зима веќе знаеме дека продолжува трендот на огромно аерозагадување со почетокот на грејната сезона, многу сообраќај на едно место, секако градежни активности кои што дополнително влијаат врз квалитетот на воздухот, па практично ние, рече се цела година, немаме чист воздух за дишење. Што тоа значи во однос на здравјето на граѓаните на долг рок? Ги истакнавте помалите деца кои што се уште се во развој, меѓутоа што е големата слика во ваква ситуација кога рече се 365 дена немаме чист и добар воздух за дишење? Знаете, тоа секојдневно сите ние го чувствуваме. Го чувствуваме кај нашите деца, кај нашите внуци, па и кај нас го чувствуваме. Ако зборуваме конкретно за зимскиот период, ќе ги спомнеме и претходно сакав да ги споменаме, сега ќе ги споменам и PM частичките кои што се ослободуваат при градежните активности и при други индустријски процеси, меѓутоа градежните активности кои што практички цела година се одвиваат низ градот. И тие се со различна големина, ги има нели PM 2,5 микрометри или 10 микрометри кои што со дишењето се внесуваат во дишните патишта и може да направат сериозни здравствени проблеми. Овие 2,5
стигнуваат до најдлабоките делови на респираторниот систем и со тек на време можат исто така да предизвикат хронични белодробни заболувања кои што ќе си ги влечеме после цел живот. И овие PM10 исто така се лепат по ѕидот на дишните органи, со тоа практички ги стимулираат заштитните клетки да реагираат. Тие реагираат, меѓутоа со тек на време, ако постојано ние ги малтретираме заштитните клетки кои што не штитат од инфекции, тие полека ќе нема да ја загубат меѓутоа функцијата, меѓутоа ќе ја изгубат онаа топ функција која што имаат да не заштитат од инфекции. И еве ќе повторам, зимно време, па и летно време, имаме ситуации, настинуваме, почнуваме да кашламе, пиеме еднаш антибиотик, не ни проаѓа, па пиеме повторно антибиотик, пак не ни проаѓа, и сето тоа е резултат на паднатиот имунитет. Па со тек на кога дојде во студиото, ви кажав, 2017 година дебатиравме на овој проблем и сега после 8 години повторно дебатираме за истиот проблем. Значи, со тек на време имунитетот ќе ослаби и ние практички нема да бидеме способни да се заштитиме од најосновна, најбанална инфекција, затоа што преку цела година вдишуваме зголемени концентрации на тие отровни гасови и на тие PM честички кои што нели дополнително го иритираат респираторниот систем. Последиците се навистина големи. Професор, ви благодарам за денешното гостување и за одговорите кои што ни ги дадовте. Се надевам дека следната средба можеби ќе имаме некои позитивни промени во однос на оваа. Јас исто ви благодарам, вие сте национален сервис, се надевам еве ќе направите напор да што повеќе ова во јавноста да се дискутира, да излезат луѓе експерти кои што се занимаваат со овој проблем, кои што добро го познаваат, да се направи некаква стратегија, брзо да се превземе нешто, а на подол крок да се направи напор да се смалат овие големи концентрации на отровни гасови. Сега го благодарам. Тоа беше професорот Андон Чибишев од клиниката за токсикологија.